Добар ден, пријатели! Добро дојдовте во денешната епизода. Ова е сезона на настинки, на промена на време, заладување и така натаму, и денеска решив и одлучив да зборувам за неколку работи, односно типови на храна и продукти кои што би било добро да ги користите и внесувате во вашето тело додека се справувате со настинка. Тоа не значи дека не треба да ги внесувате кога не се справувате со настинка, и тоа не значи дека треба да внимавате на вашето здравје и да пиете повеќе течности како што ќе ви препорача вашиот доктор, и да јадете повеќе супи, и да јадете повеќе лесна храна, зеленчуци и овошје, туку тоа е едноставно препорака и навика и начин на живот и исхрана кој што треба да го донесе вашето тело во состојба и сила на имунитетот, кој што нема да доведа до воопшто до настинка. Но како и да е, понекогаш е неизбежна, и кај мене е неизбежна, иако промовираме здрав и активен начин на живот, затоа што понекогаш знам да се направам и Тарзан и во име на добриот изглед и модата да направам некое глупирање несоодветно со температурата која што имаме надвор, но како и да е. На прво место што би ви кажал да го правите е да јадете било какви чорби и супи се препорачливи поради тоа што самото тоа што се топли носат бенефит, самото тоа што имаат зеленчук во нив носат нутритивна вредност и бенефит, но ако би ја издвоил најдобрата чорба е да правите супа од кокошка, али не од кокошка од петле да ставите она концентрација на супа во зовриена вода, туку баш напротив да направите супа од кокошка, која што ќе има и некои зеленчуци. Тоа е од причина што супата од кокошка, па и телешката супа, чорба, изобилуваат и со калории, и со протеини, и со микронутритивна вредност, и сето тоа е многу потребно кога сме при настинка. Едноставно и многу често кога сме при настинка со температура некоја што не омалаксува, знаеме да немаме апетит, супите се најдобра опција за да не мора да джвакаме и да се замараме со храна од која што може би имаме одбивност, и затоа супата пилешка е одличен извор на таа потребна нутритивна вредност и калории кои што и како се борат против настинката. На второ место, лук би ставил, кој што можете да го ставите и во супата, а и да го конзумирате свеж. Лукот е познат по неговото антибактериско дејство и по тоа што има многу антиоксиданси. Во било која варијанта нормално е супер и е добар да се јаде. Единствено позитивната страна е што кога ќе сте настинати и јадете лук, најверојатно ќе останете дома поради настинката, па нема да ја загадувате околината, се шалам, но сепак единствената работа поради која што повеќето од нас го избегнуваме лукот е тоа што има јак мирис и не е пријатно да мирисаме на лук кога ќе излеземе од дома. Трета работа би го ставил ѓумбирот. Ѓумбирот можете, и тоа јас би го препорачал свеж, не како зачин или не како чај, туку ако го правите како чај, да го конзумирате со тоа што ќе изрендате ѓумбир во веќе зовриена вода, ќе оставите да отстои, ќе додадете можеби лимон и така ќе го пиете, или па да изблендирате ѓумбир и со мет или лимон да си направите смеса и да ја сркате. Ѓумбирот е одличен извор на антиоксиданси, на растителни влакна и е навистина голем борец против настинките. И уште едно нешто што би го ставил тука, кое што може да го комбинирате во некој од овие претходни продукти, е медот, повторно ради неговото антибактериско дејство, повторно поради тоа што дава добро чувство на грлото, особено ако ви е суво, ако може би ве чеша и тоа предизвикува кашлици, така да медот може да го конзумирате и ако не сте нормално настинете, али особено дадете му фокус ако се мачите со овој проблем. И уште една препорака кога сме кај медот, гледајте да избегнувајте го да го давате на вашите деца доколку па тие се мачат со настинка, ако се и под една годинка, односно 12 месеци. Така да сите овие работи се супер, освен медот кој што јас би го препорачал да го давате на вашите деца, исклучиво ако имаат над една годинка наполнето. Така да, дечки, не знам дали ви помогнав по оваа тема, како и да е, тоа се работи кои што јас би ви ги препорачал.
и се дефинитивно помагачи на имунитетот во време на настинки. Секој од вас може да се избере која ќе си го конзумира и што може ми на него му е најдобро. И ако имате нешто да додадете, слободно. Хаштагот #AskJosif, коментари, приватна порака и тука сум да комуницирам и да ви одговарам на прашањата. Се гледаме во следна епизода. До тогаш ви посакувам здрави животни навики и убав ден. Чао, чао!